Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Вести во 8 часот, добро утро. 52 лица и 3 фирми вкупно се опфатени во истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кучани. Меѓу нив има и 4 поранешни министри. Во притвор се 4 лица од последно приведените, меѓу кои и поранешниот директор на ДЗС и актуелен министер Шабан Салиу. Државниот јавен обвинител и министерот за внатрешни вчера на заедничка пресконференција ги објавија деталите од проширената истрага. За 4 нови осомничени за пожарот во Кучани обвинителството бара ефективен притвор, за 6 куќен со забрана за комуникација, а за 8 мерки на предпазливост. Истрагата се прошири за 18 нови лица. Меѓу нив се 4 поранешни министри во економија, 3 државни секретари во министерството и 6 раководители на сектор, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, 7 пазарни инспектори, 3 општински градежни инспектори. Екс-министрите и вработените во Министерството за економија се осомничени дека издавале лиценци на клубот без да ги исполнува условите, а актуелниот министер за економија Бисер Дурмиши не е опфатен во истрагата. Сите тие, како и претходно осомничените во Министерството за економија, се истражуваат затоа што му овозможиле на кабаре клуб Пулс да добива лиценци без да ги исполнува минимално техничките услови за работа и незаконито да продолжи во вршење на угостителска дејност за целиот период од отворањето до пожар. Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека собственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година. И поранишните директори на ДЗС, како и актуелниот, според обвинителството, целосно ги запоставиле надлежностите и не спровеле инспекцијски надзори не само во дискотеката Пулс, туку и во сите угостителски објекти во државата, со што го ставиле во опасност животот на граѓаните. 7 инспектори на државниот пазарен инспекторат пак не ги спроведувале инспекцијските надзори. За поранишните директори кои се осомничени, Анета Симеска-Димовска и Гуран Трајковски, Гоцески кажа дека за нив продолжуваат проверките. Ова важи за сегашните и за министрите директор и за минатите директори, кај кои до овој момент не се утврдени пропусти врз основа на обезбедените докази кои упатуваат на основа на сомнение дека сториле кривично дело. Како што кажав и во обраќањето, за 20 поранешни директори на државен пазарен инспекторат, кои од претходно се истражува, проверките продолжуваат, пред се поради околноста дека и нивниот мандат се врзува со период во кој клубот работел со фалсификувана лиценца. Во истрагата се осомничени вкупно 52 лица и 3 фирми, но действијата продолжуваат, вели министерот за внатрешни работи. Ќе продолжиме и понатаму да работиме. За секој еден за кој што ќе биде утврдено било каква причинско-последична врска со предметниот кривично правен настан, каде што загина 61 млад човек, ќе биде превземено соодветно действие во рамки на законските надлежности кои што се дадени како на Министерството за внатрешни работи, така и на јавното обвинителство. Слични случаи на пожари од пиротехника кои резултираа со голем број на жртви, а од кои биле црпени искуства, се оние во Романија, Бразил и САД. Во овие судски процеси, како што нагласи обвинителството, биле земени предвид долгорочната серија на системски пропусти, што придонеле пожарите да бидат толку разорни, слично како во дискотеката Пулс. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во Советот на општина Кучани денеска ќе се избира в.д. градоначалникот. Вкупно 19 советници, ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ го нема потребното мнозинство од 10 гласа, што му дава реална предност на независниот кандидат Венко Крстевски, кој е единствениот што јавно се кандидираше. Во гостувањето на Сител тој изјави дека е уверен во поддршката од граѓаните. Јас сум 100% сигурен дека доколку советниците гласат по сопствено убедување дека утре јас ќе бидам градоначалник на општина Кучани. Мене може да ме спречи само евентуално некоја партиска директива, која се надевам дека нема да биде во случајот на утрешната седница, бидејќи јас како советник имам и најголем број на гласови од советниците, втор мандат сум советник, имам доста искуство во оваа работа и народот многу добро ме знае, знаат и самите советници дека имам огромна поддршка во овој процес да бидам в.д. градоначалник и сметам дека ова е историска шанса не само за Кочани, туку и за државата да покажеме поинакво ниво на политичка култура и да пробаме да наметнеме некои позитивни процеси во државата. Најпрви
ќе договорам со средби со најуспешните градоначалници кои јас лично ги сметам во државата, а тие сигурно се најуспешни затоа што имаат позади нив сериозни инспекторски служби. Ки ги посочам со име. Тоа се Митко Јанчев, Иван Јорданов, Стефче Јакимовски и Коста Костадинов. И ќе побарам како општина Кочани, бидејќи се наоѓаме во ворена ситуација, тие општини и сите други општини кои што се можност да ни помогнат пред се во делот со инспекторски служби, да ни дадат логистичка помош, дали со инспектори за градежни инспектори, дали со инспектори за домување, дали со комунални инспектори. Значи ние мора градот да го средиме во најбрз можен рок. Верувајте, имаме дивоградби на секој чекор, имаме потенцијални опасности на секој чекор. Може да ни се деси уште една, не дај Боже, трагедија, доколку одма не преземеме активности. Не смееме да чекаме ни ден повеќе за да ги преземеме сите тие активности кои што јас јавно ги имав најавувано претходните неколку денови, што се неопходни пред се ради безбедноста на граѓаните. Во Кривичниот суд денеска продолжува рочиштето за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. Нова рочиште предвидено е исказ да даде прво осумничениот за убиствата Љупчо Палевски Палчо. Судењето е закажано за во 10 часот, а Палевски прво ќе биде сослушан од неговиот бранител, а потоа ќе одговара на вкрстени прашања од обвинителството и одбраната на останатите обвинети. Палевски, според досегашните излагања пред судот, негира каква било поврзано со кинапирањата и убиствата, а во Турција тврди дека бил да ја ликува половината. Според сведочењата на неговите сопартици кои се осомничени во случајот, Палчо бил мозокот на целиот план за грабнувањето. А во Основниот суд во Струга за денеска е закажано ново рочиште за случајот со родилката од Ебар Илдис Веаповска, на која по породувањето со царски рез во Струшката општа болница и беа отстранати матка, јајник и бубрек. Оштетената Веаповска повтори дека очекува правда која ќе произлезе од супервештачењето. На барањата на одбраната судот донесе решение Медицинскиот факултет во Скопје да одговори зошто били избрани надворешни членови при носење на одлуката за супервештачењето. Судскиот процес со родилката од Дебар Илдис Веаповска 3 пати почнува од почеток поради менување на судечките судии. Делото застарува во 2026 година. Дали коалицијскиот ќе биде поважен од личниот рейтинг на лидерите во вреди? Ова е главното прашање кое како тест стои пред актуелните владини партнери. Стител правеше анализа со аналитичари на оваа тема. Иако отидоа предалеку со меѓусебните коментари, на крај сите партнери од вреди, сепак заеднички ќе настапат на локалните избори. Децидни се политичките аналитичари. Тие требаше внатре да ги консумират сите политички можности за да можат да се договорат, се со цел заеднички да настапуваат во локалните избори. Бидејќи и да застапуваат заеднички во локалните избори, веќе тој дух што го имаше како владина коалиција, односно пандан на ДУИ, веќе кај народот се гледа како скептицизам. Но најверојатно овие 4 политички партии на крај ќе се договорат во една заедничка слика, како и за секогаш, кога ќе им гори тука да идат во Косово да се сликат со премиерот на Косово Албин Курти. Во интервју пак нова порака за таравари од коалицијскиот партнер Касами, што побрзо да се одлучи на чија страна е. Било кој да излезе, автоматски создава можност некој да влезе. Така да јас сенам дека најмногу што ќе губи, најголем губитник ќе биде тој кој ќе излезе од во случајот од коалицијата Влем, затоа што и не е случајно и народната поговорка. Значи, тој што ќе се одели од групата, ќе го јаде волкот. Превирањата во вреди настана кога лидерот на Алијанса се заложи секој од партиите да има самостоен настап за локалните избори, пошто почна разговори дури и со опозицијската ДУИ за нивна поддршка во одредени општини. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство е пред велигденска контрола на терен. Запленато е над 1 тон небезбедно месо, инспекторите пронашли небезбедни јајца и бои. Агенцијата за храна со засилени контроли пред Великден уништи 1230 килограми небезбедно месо, преработки и подготовки од месо, но јајца, бои, мед, ракија, маслиново масло и други производи.
Прекршителите ги казни со 3650 евра. Во пресред на празниците, кога е зголемена поборувачката на храна, од АХВ апелираат внимателно од каде купувате. Пазарете само од регистрирани оператори на храна и читајте го рокот на употреба. Најголем дел од граѓаните сметаат дека во големите маркети се продава безбедна храна. Сепак читаат и до кога траат производите. Секогаш гледам на рокот, да. Ви се случило некојаш да купите нешто со изминат рок, па после да го... Во последно време не, ама порано се случувало. Проверувам, има и секаква храна, има и со поминат рок, не безбедна. Генерално проверувам рок. Повеќе пати ми се случило да налетам на производи со изминат рок кои стојат на улиците. Ви се случило да купите нешто со изминат рок, па да го вратите? Да. Каде најчесто тоа, од маркет? Па во малите продавници. Купувате, внимавате на рокот, ги читате тие? И јас баш лично да ви кажам не. Инспекторите од АХВ неделава констатирале нелегална трговија и спречиле пласирање на безбедни јајца и бои за јајца. Се чувале во несоодветни услови и со тоа се небезбедни за консумација. Засилени вонредни контроли најавија и за следната недела. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Благодарам за вниманието. Следните вести се во 9 часот. Пријатно.